која со својот колорит, орнаментика, вес и накид е вредна и скапоцена, достојна за респект и восхит. Како први во овој блок ќе видиме момче и девојка од Делчево, облечени во нивна автентична носија. Делчево во минатото се викало Царево село и бил главен центар на целиот пијанечки регион. Делчевската или пијанечката носија што во моментов ја гледате на сцената, меѓу народот се задржала до 50-тите години од 20-тиот век. Аплауз за момчето и девојката кои ни дојда од Делчево за да ни ја презентираат нивната носија. И власите во Македонија даваат голем придонес во создавањето на народната култура во Македонија. Тие најпрвин како сточари номади, со својата стока крстарат низ цела Македонија, барајки подобри пасишта. Потоа се населуваат и во градовите, каде стануваат големи занаечии и угледни трговци. На сцената имаме девојка облечена во влашка носија која потекнува од Штип. Аплауз за моделот во влашка носија. И секако за момчето кое ја придружува убавата девојка. Наред се носиите кои младите влюбеници во нив ги презентираат во секоја свечена пригода. Од Црешево, нашите домаќини, во народни носии вечерва ги гледате. Марија Спасовска, Драгана и Александар Јовановски. А по нив, на сцената и ни доаѓаат другите млади, прекрасни момчиња и девојчиња од Црешево. Теодора Вучковска, Викторија Тодоровска, Магдалена Димчевска, Магдалена Трајановска. А ќе ги видиме и Сара Трајковска и Давид Јовановски. Еден аплауз за овие прекрасни млади модели кои гордо ги презентираат народните носии. Наред се сега и носиите од Булачани, а облечени во нив ќе ги видиме Николина Ѓоргиевска, Марија Здравковска, Ивана Здравковска, Мила Трајковска, Ивона Неделковска, Сања Манолева и Елена Сојановска. Аплауз за прекрасните девојчиња и прекрасниот Ненад кој им правеше друштво во презентирањето на носиите. А сега да ги поздравиме моделите што ги презентираат носиите од Раштак, лулката на фолклорот. Оттаму ни доаѓаат Марија Ристовска, Кристина Јаневска, Стефанија Василевска, Игор Смилевски.
Да ги видиме сега носиите од Виниче, кои вечерва ни ги представуваат. Сара Митревска, Ивана Мандич, Јована Неделковска, Александра Неделковска, Јана Томевска и Тамара Трајковска. Браво, 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 најубави сте. А ние сега продолжуваме со нешто сосема ново. Во втората половина на 19-тиот век во Македонија се случуваат крупни реформи во општествениот живот. Се развиваат градовите, се зајакнуваат економските и трговските врски со балканските и со европските земји. Се гради железницата Солун-Битола-Скопје. Се отвараат конзуларни представништва. Се менува начинот на живот, се менуваат навиките, се создава нова култура, нов проевропски начин на облекување, староградски, нов чалгаџиски начин на музицирање, нови класични и ориентални инструменти. Се опеваат теми од староградскиот живот. Со една реченица, се случува културна природба на Македонија на секое поле. Ние вечерва на сцената најпрво ќе погледнеме староградски костими карактеристични за тој период, а потоа и едно велешко чалгиско оро на еден типично чалгински инструмент, канонот, во изведба на големиот мајстор на чалгинската музика и виртуоз на својот инструмент, Хусрев Саид.